Вторник, 18 ноември 2025 година, почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелни теми со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Предприемачки базар во Винскиот музеј Кавадарци. Локалните производители од регионот ги представија своите најквалитетни домашни производи и рачно подготвени деликатеси. Како што веќе знаете, од вчера започна глобалната недела на предприемништвото, каде што ние како Агенција за иновации, научно-технолошки развој и предприемништво и нова го одбележуваме со низа активности на различни локации на територијата на Република Македонија и со различни активности. Од вчера започнавме во Diamond Mall, каде што имавме саем за роботика, а денес на моја огромно задоволство сме тука во Кавадарци, каде што имаме предприемачки базар. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам и на општина Кавадарци за можноста да го организираме овој саем, каде што ќе видиме многу наши предприемачи кои што прават преработки од грозје, маџун, мед и многу други производи. Ќе прошетаме заедно низ базарот и ќе ги видиме нивните дела. Воедно ми е многу драго што гледам и градоначалници од регионот. Ние имаме навистина цел Македонија да направиме регионален центар за иновации, така што нема да бидеме стационирани само во Скопје, ќе продолжиме со низа проекти низ целата држава. Во следните 2 дена општина Кавадарци ќе биде домаќин на базарот за предприемачи, настан кој што има за цел поддршка и промоција на локалното предприемништво. Овдека денеска може да видиме локални производители, не само од Кавадарци, туку и производители од целиот регион, кои што имаат една единствена цел промоција на нивните домашни производи. Тука би сакал да нагласам само дека овој настан има за цел поддршка и промоција на локалните производи од општина Кавадарци и целиот наш регион. И се надевам дека на овој начин ќе овозможиме нивно запознавање, нивно мрежување и создавање на нови партнерства и се надевам дека на овој начин ќе овозможиме на зајакнување на локалното предприемништво. Како градоначалник на општина Росома би сакал да се заблагодарам на директорката на агенцијата за овој прекрасен настан. Исто така и на другите колеги градоначалници, на директорот на Вардарски плански регион Сашо Мошев. Би сакал на сите присутни да им посакам убав ден, убав настан и сум особено благодарен што има доста представници од општина Росома. Најпрво голема благодарност до директорката на Агенцијата за иновации Даниела Симоновска. Исто така голем поздрав и до градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев, кој денес е домаќини на овој настан. Се надевам дека наредниот настан ќе бидеме и ние представници. Денес сме само гости, каде што ќе можеме да размениме многу мислења и идеи околу базарот на овој регион и на останатите региони. Општина Кавадарци има план за развој и за приход. Градоначалникот Митко Јанчев на седницата на Советот на општина Кавадарци најави дека во општината ќе продолжи да се гради за уште поубаво и поурбано Кавадарци. Значи, имаме план за развој и за приход. Тие пари кои што ова се граде, ние треба да го исплатиме и ја ви кажам, дојах сум тука, че се граде и граде. Нема да се станеме. И че се модернизираме, и туризмот ќе го дигаме, и втората стаза ќе отвориме за скијање, и затворен и отворен базен, и туризам алтернативен, и вински туризам, и патот до Конопиште асфалтиран, подсетиш горам, 50 милиона денари. И од Конопиште до Бошова, и до Мајден ќе го асфалтираме, и граничен премир ќе го отвориме, и ќе направиме се, ако си се водиме во еден правец, кај си го сакаме сите Кавадарци. Убаво каже Иване, плук ни залепи динар, 2, не правиме ништо. Трошковите се неминовни. Не случајно пресак да спомнам Советот. 2 милиона денара беше 2018 година трошко за Советот, сега е 9 милиона денара. Не ги подрекувам парите. Тие се парите. Вредноста на парите стана смешна, приходите да стана исти, а гледам да го задржиме нивото на најдобра општина, најчиста и општина најбезбедна. Секоја гледа црна точка со што ја се огледуваме.
дали од делот на сообраќајот, дали од инфраструктурата, дали од делот на криминалност, прекршци, а решаваме. Дали ставаме камери, дали ставаме кружен тек, дали ставаме семафорски решенија. Сега имаме проект кој што за брзо ќе го видите, и тие ќе биде донација од UNDP, кај што сите пешки премини ќе се дообезбедат со подобро осветлување, насочено само на пешки премини, да ги заштитиме нашите деца, да ги заштитиме граѓаните. Каде има да се газат на пешки премини, не дај Боже. У Македонија. Никаде на друго место. Значи, дај да бидеме објективни и да кажеме да градот, Кавадарци, осте го Митко. Митко е завршена приказка. Градот Кавадарци ќе си го пораста епидететот и стигна како град да биде и град кој ќе му поморат повеќе други градови. Ја па ќе кажам, осте го Митко, Митко не може сам да направи ништо. Ако не сте ви тук, и тие пазари тебе што седат, и ако не биле вие тук како администрација, а мојата визија не ја прифанале и не ја надоградиле со 6 пати, ни не може да направиме ништо. И само што пример ќе застанам тук. Од радозналост и од економска гледна точка, нашиот пазар кој што го градевме, кошташе 1.700.000 евра. И пуштеле пред 3 години, 4. Направено е ревизија на предмер пред сметката по вградените материјали, по вградените количини, денешна гледна точка како се гради. 3,8 милиона евра. И сега не може да речеме заштедиме 2. Не заштедиме. Сме го изградили у право време, сме го пуштили у право време. Така? Сега го градише 3,8. Значи времето на градење отиди многу високо. 1 метар бекатон за тротоар беше 8 денара, па 1.500, па 2, па 2.700 сега. Значи, цените растат и за тоа треба стратешки да размислиме, да правиме стратешки објекти и она што е најнеопходно, за тоа што, како да кажам, треба да го почекаме попустот кога ќе дојде или кога ќе дојде после одветно време да купиме нешто. Така да, тоа што најнеопходно нема. Општината нема репрезентации, втора по транспарентност, втора по отчетност, од последно место на втора дојде. И транспарентност, и отчетност. И она што го спомна Јован, сето е објавено и на веб страниците, и на Министерството за финансии, и на самата општинска страна, и е достапно. Општина Кавадарци продолжува да работи на безбедноста во патниот сообраќај. За таа цел денеска се поставуваше заштитна еластична ограда на патниот правец кон селата Ресава и Бегниште. Општина Кавадарци денеска ја продолжи акцијата за поставување на заштитна еластична ограда со цел зголемена безбедност во патниот сообраќај. Денеска активно се работеше на локалниот пат кон селата Ресава и Бегниште. Овој проект е во соработка со јавното претпријатие за државни патишта, односно оградата е обезбедена како донација од нивна страна, а општина Кавадарци ги монтира истите во соработка со територијалната противпожарна единица Кавадарци и јавното претпријатие Комуналец. Општина Росоман започна со поставување на канделабри на повеќе локации. Паралелно со овој зафат се очекува да се санира и осветлувањето на улицата Цандо Кузманов. Општина Росоман од денеска започна со поставување на канделабри на повеќе локации, со што значително ќе се подобри уличното осветлување и безбедноста на граѓаните, особено во вечерните часови. Паралелно со ова, се очекува во најбрзо време да се санира и осветлувањето на улицата Цандо Кузманов. Со овој потег, општината продолжува да работи чекор по чекор. Политиката на оваа влада и ВМРО-ДПМН се темели на одговорност и честен однос кон младите. Заврши времето на празни ветувања, а почна времето на конкретни резултати. Време кога институциите работат за младите и за народот. Заврши времето на предизборни ветувања и празен популизам. Почна времето на конкретни резултати. Време кога институциите работат за младите и народот.
Би сакал да ви информирам дека е објавен јавниот повик за финансиска поддршка на студентите за набавка на електронски уреди. Над 55.000 студенти ќе имаат можност да аплицираат, сите запишани на додипломски студии со ненавршени 29 години, а секој студент ќе добие 15.300 денари директна поддршка за подобро образование, дигитални способности и поголема конкурентност на пазарот на трудот. Оваа мерка не ја реализиравме пред изборите, туку по нивното завршување, затоа што политиката на оваа влада и на ВМРО-ДПМН се темели на одговорност и чесен однос кон младите. Повикот е отворен до 20 декември 2025 година и затоа ги охрабрувам сите студенти да аплицираат што поскоро. Како да се аплицира? Апликацијата се поднесува преку националниот портал за e-услуги uslugi.gov.mk. Студентите кои се во евиденција на МОН се најавуваат на порталот, ја избираат услугата јавен повик за доделување на вредносен ваучер за студенти за набавка на електронски уреди и ја испраќаат апликацијата без прикачување документи. Системот веднаш го генерира електронскиот ваучер. Ако системот утврди дека студентот не е во евиденцијата на МОН, тој автоматски го пренасочува кон посебна услуга, каде треба да прикачи потврда за редовен или вонреден студент. По комплетирањето на апликацијата, системот го издава ваучерот. Со добиениот ваучер, документ за идентификација и потпишана изјава за искористување на ваучерот, студентите ќе може да го подигнат електронскиот ваучер, електронскиот уред кај овластените економски оператори до 31 декември 2025 година. Почитувани млади, вашата генерација е двигателот на промените што ги правиме. Ве повикувам да бидете активни, иновативни и храбри, да ја користите секоја можност што ја нуди животот. Вашата идеја, вашата иницијатива и вашето учество се најсилната гаранција дека Македонија ќе оди напред. Ова е само првиот чекор во поширокиот пакет на младински политики што следуваат. Нашата цел е јасна, да создадеме систем во кој младите ќе останат дома, ќе напредуваат дома и ќе успеваат дома. Како Унија на млади сили ќе продолжиме да се бориме за реални политики, за модерно образование и за услови кои ќе ви овозможат да бидете генерацијата што ќе изгради новата Република Македонија. Високото образование ќе треба да се реформира по примерот на дуалното. Државата стимулира 1740 школарини во дуалното образование со што младите би ги задржале дома. Од една генерација од 17.000 ученици, 12.000 се запишуваат во средно стручно, од кои 4.000 во дуални паралелки. Интересно им е и тоа е добро, затоа што преку работа, преку пракса успеваат да стегнат одредени и вештини и компетенции кои им се неопходно и дополнително државата ги стимулира со за дуалното образование со 1740 школарини. Значи правиме се за да постигнеме успех, за да понудиме на пазарот на трудот соодветна работна сила, што генерално би значило задржување на нашите млади дома во овие компании во кои што тие учат и каде што се задоволни кога работат. И по изборниот пораз, СДС и натаму без ниту една промена во раководството. Ако продолжат да ги штитат луѓето кои ја уништија партијата, СДС ќе исчезне од политичката сцена побрзо од што некој сака да признае. СДС и натаму по изборниот пораз без решение. Без ниту една промена во раководството. Партијата тоне, а Венко Филипче се држи за функцијата како да е приватна собственост. Во СДС веќе отворено врие. Членови, активисти и поранешни функционери јавно бараат реформи и јасно укажуваат дека Филипче го губи секој легитимитет. Наместо да ја прифати одговорноста за најлошиот резултат во историјата на партијата, тој повторно бега од реалноста и вината ја гледа на друго место. Филипче нема намера да поднесе оставка, а камоли да покаже доблест. Наместо тоа, продолжува со истите партиски комбинации, истите луѓе, истите матрици.
Поставувањето на Трајановски е уште еден обид да се зачува влијанието на Заев, односно она влијание кое ја доведе СДС до колапс. Граѓаните гледаат дека вакво раководство нема визија, нема сила и нема доблест за промени. СДС со ваков врв оди во уште поголема пропаст. Ако СДС продолжи да ги штити истите луѓе кои ја урнаа партијата, ќе исчезне од политичката сцена побрзо од што некој таму сака да признае. Минималната плата останува најниска според новиот буџет. Власта ги турка граѓаните во апсолутна сиромаштија. Владата ги заборави граѓаните. Не се додаваат средства во оние сектори подрачја каде се граѓаните, во образованието, здравството, социјалната заштита. Или изборите завршија, што се сега важни граѓаните. На нив ќе се сетиме пред некои нови избори, а до тогаш тераме по свое. Мед и млеко за власта, трошки за преживување за граѓаните. Затоа ја слушаме изјавата на министерот за економија, кој истакнува дека нема економска причина и оправданост за зголемување на минималната плата за работниците. Министерот од безбедна дистанца и со одлична плата објаснува на сопствениот народ дека добро се живее со минимална плата која впрочем е најниска во целиот регион. Повторно розеви научари за власта и сурова реалност за работниците. Театар на апсурдот. Се бара оставка од Трипуновски затоа што остави илјадници земјоделци без пари со суспензија на ИПАРД. Оштетени се 3000 нови бизниси кои требаше да се отворат и уништени се најмалку 10.000 нови работни места во руралните средини. Оставката е неминовна дека ќе се случи на министерот, особено ова бегање од одговорноста, тоа го потврдува. Ниту една друга држава која користела европски средства нема ваква црна биографија. Ова суспензија не е само административна мерка, ова е удар врз македонското земјоделство. 130 милиони евра денеска се замрзнати. Ова не се абстрактни пари, ова се повеќе од половина од средствата со кои ујонака веќе не задолживте кај вашата матична Унгарија. Пари што со децении ќе ги враќаат генерациите кои што доаѓаат. Но што е најстрашното? Со оваа суспензија се оштетија околу 3000 нови бизниси, што се цел на оваа програма да бидат отворени, како што во претходната програма се отворија над 2000 работни места и бизниси. И околу 10.000 ангажирани работни луѓе, што исто така е цел на оваа европска програма со неповратни средства. Ова не се само бројки, ова се луѓе, ова се семејства, од винариите од Тиквешијата до производителите на сирење во Берово, од производителите на домати, зелки и краставица од Струмичко до јаболкарите во Ресен и оризарите во Кочани. Овие луѓе вложија се што имаат, кредити, пари, земја, механизација и иднина. Тие требаше да отворат бизниси, мали, да развиваат модерно земјоделство, да хранат државата. А токму оваа влада ги остави на цедило со оваа неодговорна и криминална политика. Продолжуваме со спорт. Се одржа државното првенство во карате за кадети, јуниори и јуниори до 21 година. Данка Стојкова од Сансаи и Драгана Николова од Тиквеш обезбедија место во репрезентацијата за предстојното европско првенство. Изминатиот викенд во Скопје во спортската сала на основното училиште Крсте Мисирков се одржа државното првенство во карате за кадети, јуниори и јуниори до 21 година. На првенството беа пријавени 210 каратисти од 48 клуба. Нова надпреварување учествуваа и членовите на карате клубот Сансаи Метал Апостолов, меѓу кои Данка Стојкова, која го освои златниот медал во ката индивидуално за јуниорки до 21 година, и Тамара Ристовска, која освои бронзен медал во ката индивидуално јуниорки. Исто така, нова државно првенство беа присутни и членовите на карате клубот Тиквеш. Од нивните редови одличен резултат постигна Драгана Николова,
која во дисциплината кати за кадетки го освои првото место. Инаку првенството послужи за избор на репрезентацијата која ќе не представува на Европското првенство кој ќе се одржи од 6 до 8 февруари 2026 година во Лимасол, Кипар. Според новите прописи на Карате Федерацијата на Македонија, првопласираните обезбедија место во репрезентацијата. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Претежно облачно со повремени локални врнежи од дожд, особено предпладне во југозападните и јужните делови, над 30 литри на метар квадратен за 24 часа. Ке дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Температурата ќе се движи од 11 до 16 степени. Го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатни мигови.